Добре дојдовте на Слободен печат. Еве што има ново. Со искази на 5 мина сведоци предложени од јавното обвинителство. Денеска во судницата на Кривичниот суд во Идризово ќе продолжи судењето на обвинетите за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 63 луѓе, а над 220 беа повредени. За катастрофата што се случи на 16 март минатата година им се суди на 35 физички лица и на 3 правни лица за делото тешки дела против општата сигурност. Експлозија и пожар во гаража во Велес се случил доцна синоќа. Вчера вечер во Велес е пријавено дека избувнал пожар во гаража на улица Самоборска број 7 во близина на инфективното оделение при општата болница, соопшти територијалната противпожарна единица Велес. На местото на настанот веднаш интервенираше екипа од 4 пожарникари со едно противпожарно возило. При пристигнувањето пожарот бил во развиена фаза и зафатил патничко моторно возило. Пожарот беше успешно изгаснат. Нема информации за повредени лица. Министерот за правда, господинот Филков, со својата изјава дека правосудниот испит нема да се полага на албански јазик, туку само на македонски, директно ги става под прашање уставниот поредок и законот за употребата на јазиците. Да се прогласи прашањето за затворено, кога станува збор за уставно загарантирано право, представува преседан без пример, соопшти Дуи во реакцијата на изјавата на министерот за правда Игор Филков. Уставот и законот за употреба на јазиците јасно утврдуваат дека албанскиот јазик е уставна и законска категорија, која мора да се почитува во сите институционални постапки, вклучително и во оние поврзани со правосудството, се вели во соопштението. Сите македонски граѓани од март ќе почнат да враќаат околу 50 милиони евра од државниот буџет, пари кои големи компании од земјава во 2023 година ги уплатиле за тогаш важечкиот данок за солидарност. Оваа давачка, замислена како начин на кој бизнис секторот ќе им помогне на државата и на општеството во време на економска криза, ја воведе минатата влада, но Уставниот суд подоцна го поништи популарно наречениот солидарен данок. Сајмот за образование и кариера 2026, настан особено важен за матурантите, студентите и младите, ќе се одржи на 27 и 28 февруари во Скопје Сити Мол. Ќе учествуваат 12 универзитети со над 100 факултети, академии за дигитални вештини, компании со можност за пракса и вработување. Сајмот е наменет за средношколци што размислуваат каде да се запишат на факултет, студенти, млади кои бараат пракса или работа, исто така и за родители. Пет лица се убиени во напад со нож во Вашингтон, а наводниот напаѓач, 32 годишен маж, е убиен од полициската огнена стрелба. Според локалните власти, сведоци пријавиле во 9 часот и 30 минути наутро по локално време дека маж избодел луѓе пред стан. Во исто време, полицајците веќе се упатиле кон местото на настанот, бидејќи биле информирани за присуството на лице кое наводно ги прекршило заштитните мерки во областа. Мајката поднела 2 одделни барања во округот Пирс за заштитни налози против незиниот син уште во 2020 година. Според судските записи, жената рекла дека незиниот син имал проблеми со менталното здравје. Таа напишала дека незиниот син мислел дека е египетски бог и се заканил дека ќе ја убие незината мачка. Истрагата е во тек, а локалните власти ги испитуваат околностите под кои се случил нападот. Уште вести од светот. Американскиот претседател Доналд Трамп во своето годишно обраќање до нацијата ги пофали економските достигнувања на Соединетите Американски држави, за кои рече дека земјата ја донеле до незино златно доба, а зборуваше и за односот со Венецуела и Иран, како што пренесуваат светските медиуми. Тој во ниту еден момент не ја споменал аферата со сексуалниот престапник Џефри Епстин, во која според досегашните информации се вклучени бројни познати личности од различни сфери на општеството. Трамп зборуваше пред Конгресот рекордни час и 47 минути, со што го надмина поранешниот претседател Бил Клинтон, кој во 2000 година зборуваше 1 час и 20 минути.
Во еден особено напнат момент за време на неговото годишно обраќање за состојбата на нацијата, американскиот претседател Трамп му го додели медалот на честа на подполковникот Ерик Словер, пилот кој беше повреден за време на ризичната операција што доведе до апсење на поранешниот венецуелски претседател Николас Мадуро. Американскиот претседател исто така објави дека 10 војници кои учествувале во истата операција ќе бидат почестени на приватна церемонија што наскоро ќе се одржи во Белата куќа. Филмско бегство од затвор во Мексико. Со автомобил ја срушиле портата. Слободно шетаат опасни затвореници. Мексиканската полиција трага по 23 затвореници кои беа ослободени од затвор за време на бран насилство што го покрена картелот Халиско Нова генерација. Насилството избувна како одмазда за убиството на нивниот водач, познат како Ел Менчо, кого го ликвидираа безбедносните сили. Пуерто Валјарта, летувалиште на Пацифичкиот брег, беше меѓу градовите во кои картелот блокираше патишта и палеше автомобили. За време на немирите, вооружени мажи со автомобил ги пробиле затворските порти и така овозможиле бегство на затворениците, изјави еден функционер. Најмалку 22 лица загинаа по обилните дождови во југоисточен Бразил. Градот Хуис де Фора вчера прогласи вонредна состојба, ја прекина наставата во сите општински училишта и започна потрага по најмалку 45 исчезнати лица. Според прелиминарните бројки, најмалку 16 лица загинале само таму. Повеќе од 400 луѓе мораа да ги напуштат своите домови поради временските услови. Властите прогласија 3-дневна национална жалост. Украина го отстапува литиумот. Луѓе на Трамп добија пристап до неголемото богатство. Станува збор за наоѓалиштето Добра во регионот Кривовоград, најголемото литиумско богатство во земјата, за кое на тендерот победиле милиардерот Роналд Лаудер, долгогодишен пријател на Трамп, и компанијата Техмет. Половина од приходите од експлоатацијата на литиумот ќе се слеваат во заеднички Американско-Украински инвестициски фонд, што укажува на подлабоко економско поврзување меѓу двете земји. Велика Британија од денеска ќе бара патни дозволи од 85 земји. Системот за електронски патни дозволи бара од сите посетители на кои не им е потребна виза за влез во Велика Британија да купат патна дозвола преку интернет за 16 британски фунти. Ова значи дека авиокомпаниите нема да дозволуваат патници во своите авиони кои немаат електронска патна исправа, електронска виза или друг важечки документ, соопшти британското министерство за внатрешни работи. Британските и ирските државјани, вклучително и оние со двојно државјанство и оние со право на престој во Велика Британија, се ослободени од овој услов. Почна Санремо. Италија 5 дена ќе живее за музика, гламур и спектакл. Фестивалот во Санремо е еден од најочекуваните музички настани во Италија. За него зборува секое семејство и програма, што доминира на телевизиските екрани. Бројките го потврдуваат тоа. Минатата година финалето го следеле 13.427.000 гледачи. Годинашното 76-то издание ќе се одржи од 24 до 28 февруари во театарот Аристон под водство на Карло Конти, кој по пети пат е домаќин и уметнички директор. Ко-водител на сите 5 вечери ќе биде Лаура Паузини. Победникот во главната категорија ќе добија право да ја представува Италија на Евровизија во 2026 во Виена. Меѓу гостите се и Ерос Рамацоти и Алиша Кис и Ирина Шајк, како и други познати личности од италијанската јавна сцена. Попова шапка, најстудена ова утро, измерени -4 степени. Снежната покривка од 89 см ја има на Попова шапка. Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, а долж по Вардарието повремено засилен, локално со брзина до 50 км/ч. Максималната дневна температура ќе се движи во интервал од 10 до 17 степени. Гледавте вести, благодарам на довербата, ќе се видиме уште еднаш во 15:30.